Врачени вредносни ваучери на сите представници на институциите, кои што ќе бидат дежурни оваа вечер. Ваквите ваучери традиционално секоја година се даваат на институциите со цел им биде одадена почит и внимание во пресрет на празниците. Градоначалникот Иван Јорданов на сите им посака да имаат помалку работа и да бидат ефикасни во својата задача и понатаму во следната година. Традиционално на испраќањето на старата нова година и денот кога се дочекува новата година, остваривме средба со представници на институциите кои што вечерва ќе бидат дежурни во име на добрата соработка. Традиционално секоја година и врачуваме вредносен ваучер. Посакувам и оваа година службите и институциите кои што ќе бидат дежурни да имаат помалку работа, да бидат ефикасни на висина на задачата, имајќи во предвид дека оваа година ќе имаме и јавен организиран дочек во централното градско подрачје на шеталиштето Ванчо Прке и дека можеби потребата од дежурно спремност на одредени институции ќе биде зголемена. Како и да е, посакувам соработката која што досега ја имавме со представниците на овие институции и со самите институции да продолжи во 2025 година, да бидеме сервис на граѓаните, служба на граѓаните, да има развој, напредок, берикет и да продолжиме да го развиваме заеднички нашиот град. Представниците на институциите посакаа наредната година да биде помалку број на соинтервенции и да има подобро здравје и убави мигови. Најпрво да и пожелам на сите граѓани на Република Македонија среќни новогодишни божикни празници. Ова година за нас од територијалната противпожарна единица беше исклучиво многу тешка година. Се надевам дека идната година ќе имаме се помалку интервенции. Бидејќи сум дел представник на итната медицинска помош, претходната година 2024 година ја оставаме, би рекол, пола-пола во однос на здравствените проблеми што ги имаат нашите сограѓани, бидејќи многу често доаѓаат кај нас во итната медицинска помош и имаме многу амбулантски прегледи и повици. Се надевам дека идната година ќе биде ситуацијата малку поразлична, ќе има превентива. Зависи од ситуација. Таму не можете да ја предвидите ситуацијата. Може да биде во период од неколку часа многу мирно, може да биде во еден момент да има на 2 места повици. Тоа никога не може да се предвиди, меѓутоа итната медицинска помош секогаш, особено кога се работи за многу итни, ургентни ситуации, секогаш излегува и секогаш е најбрзо што може да биде. Секогаш имаме соработка и со противпожарната единица и со СВР Штип. Инаку настанот се одржа во просториите на општината Штип, а на истиот присуствуваа сите одговорни лица од институциите на итната медицинска помош, територијалната противпожарна единица, Центарот за управување со кризи, Казнено-поправниот дом Штип, Филтер станицата, армијата и други представници.